Во 5,5 минутна филмска приказна Тамара и Марија, ученици во средното економско училиште во Охрид, ја отсликуваат суровата реалност на македонското општество, масовното иселување надвор од државата во потрага по подобар живот. Филмот "Совршен живот" на многу едноставен начин објаснува како и кој повеќе може да успее денес. На училиште Тамара беше доста амбициозна, вредна, секогаш заинтересирана. Марио имаше опасна банда другари. Ја сака обучавата, беа фраери. На училиште беше како гостин. Ништо не правеше. Часот го поминуваше играјќи видеоигри, може би ќе направеше по некој мал проблем, но тоа беше се. Вела дека и сами да се пронаоѓаат во приказната од филмот, како и многу нивни врсници. Филмот беше направен во вид на документарец со цел да се преслика од наша перспектива животите како би ги гледале, и едноставно има два типа на луѓе, некои што полесно ќе се снајдат во ова општество наше и некои кои што среќата си ја бараат понекаде далеку. Тоа е за жал сурова реалност, имам и доста другари што и сега брзо се оцелија, заминаја настрана да работат во странските држави. Нивниот ментор Андријана Паскали вели дека темата е повеќе од актуелна поради одливот секоја година на високо квалификуван кадар. Тоа е поентата на филмот, да се потсетиме на оваа алармантна состојба и доколку може да се превземат некои решенија и да се согледаат проблемите кои што доведуваат до тоа. Помина долго време, а Тамара уште чекаше во редовите за вработување пред вратите на приватните и државните институции. Марио пак веднаш започнал со работа во канцеларијата на својот роднина адвокат. Не многу амбициозен, но сепак се трудел бидејќи така налагал фамилиарниот бизнис. После толку исчекување, кај Тамара се истрошила и последната капка надеж дека ќе се вработи на соодветната позиција. Во потрага по подобар живот, со минимален број проблеми и едно подобро утре, решава среќата да си ја бара далеку. А за да се тоа се промени, вела дека е потребен поквалитетен живот, подобро образование и работни позиции според знаење и квалитет, а не според партиска книжка. Доколку се смени нешто, би останал, бидејќи јас сум љубител на градот Охрид и не би сакал да се одселам така лесно од градов. Значи, што тебе ти е потребно за да останеш овде? Што ги те натера да останеш во Охрид? Подобар факултет, подобри работни места, работни позиции за подобар живот. Вработување без врски, без етничка припадност, без политичка припадност. Би била среќна доколку филмот искрено допре до институциите и доколку тие стварно превземат некои мерки за да не ја задржат тука. Доколку ми се отворат некои повисоки можности, сигурно би заминало во странство. Ама доколку нешто се смени, баш би била среќна да живеам тука и да помагам на моето општество како личност. Сите треба да имаат еднакви права и можности. Политиката не треба да биде главна движечка сила, туку главна движечка сила сепак треба да биде образованието и работната способност на младите. Со овој документарен филм тие го освоија третото место на надпреварот Образовно рандеву, кој во организација на Младинската асоциација на средни стручни училишта на Македонија се одржа неодамна. Се надевам, еден убав сончев ден, повторно ќе се видиме мој сакан бесценет Охриден. За гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.